Добар ден, почитувани. Време е да започнеме црвена линија. Боледувањето е законско право на секој вработен, кое служи за заштита на здравјето и за брз опоравок при привремена неспособност за работа. Но во јавниот сектор ова право честопати се злоупотребува, особено во клучните области како што е полицијата, царината и здравството. Надоместоците за боледување во јавниот сектор според општиот колективен договор се исплаќаат во зависност од траењето на боледувањето. 70% од платата за период до 7 дена, 80% до 15 дена, 90% над 15 дена, а во некои случаи до 100% од платата над 30 дена. Овие износи се пресметуваат врз основа на просечната плата од последните месеци и дадениот надомест го исплаќаат работодавачот или фондот за здравствено осигурување. Надоместоците во зависност од колективните договори понекогаш достигнуваат до 100% од платата. Ги мотивираат овие злоупотреби, а контролите, иако зголемени, не се секогаш доволни поради ограничениот капацитет на институциите. Според анализите, некои државни службеници користат и до 30 до 40 дена боледување годишно, што ги нарушува работните прозици. Прашањето кое постојано ни се врти во глава е: дали работната етика во јавниот сектор одамна е отидена на боледување? А денеска темата во црвена линија е: дали злоупотребата на боледувањата во јавниот сектор го намалува квалитетот на услугите и ја оптоварува државната каса? Додека анкетата може да ја најдете на социјалните медиуми, поточно на нашиот профил на црвена линија на Instagram Story и секако профилот на Телма телевизија повторно на Instagram Story, заследете па одговорете на прашањето: кој е одговорен за злоупотребата на боледувањата? Дали е тоа според вас под А пациентите или пак под Б лекарите? Кликајте на вашиот одговор, ќе ги сумираме резултатите во проценти, како секогаш ќе ги соопштиме некаде конкретно во издание, поточно некаде по рекламите. А за да започнеме со црвена линија, секако ве покануваме сите вас да земете активно учество и секако да продискутираме за оваа болка наречена боледување, кои што навистина најчесто сме сведоци знаат да бидат ите како злоупотребени. Па ајде да ве слушнеме на 02-307-0005. Еве, дали сметате дека можеби вината лежи повеќе во пациентите отколку во лекарите кои што препишуваат боледување? Тоа е едно, значи ќе ве прашаме анкетното прашање. И дали злоупотребата на боледувањата во јавниот сектор го намалува квалитетот на услугите и ја оптоварува државната каса? Ето за тоа дискутираме денеска во исклучително жежок ден со вас. Останете со Телма и вклучете се и креирате оваа црвена линија денес. Добар ден. Поздрав, Тина. Добар ден, господине Роме, како сте? Па, добро, господа, добар. Добар. Па еве, кој е вашиот одговор на ова наше денешно прашање? Тоа го прават лекарите. И овие што се на власт, за да добијат повеќе и тие си земет. А не тој што е борен вистински. Овие што политичарите. И ти кажав, политиката е за мамење. И докторите и тие лаже негаш. Ја имам случка таква, ми се случи мене во фамилија. И ја мислам дека треба да се почитуваат правилата, а не за пари да ја дават. И докторите имат некои се добри, ама некои не. И тие за пари што не прават. Ја имав една случка така, која дојде еден доктор и право што му даде тој пари и право кај него. Мајка ми покојна кој лежеше болница. А еве вака зачестената злоупотреба на боледувањето, особено во јавниот сектор, го намалува ли квалитетот на услугите и ја оптоварува државната каса? Ја оптоварува нормално. Го намалува. Како не оптоварувало? Па ние го плаќаме, народот го плаќа тоа. Наместо да му дајат на тој што е борен вистински,
му дават на други што ќе дадат пари. Така е тема. Благодарам многу. Вие сте и првиот со кој што започнуваме со ова издание на Црвена линија. Останете со нас, допрва следуваат нови гледачи и секако нови ставови, нови размислувања кои што ќе ја креираат оваа денешна Црвена линија. Прашањето подсетуваме е дали еве според вас злоупотребата на боледувањата, особено во јавниот сектор, го намалува квалитетот на услугите и оптоварува државната каса. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме. Ја мислам, нема воопшто злоупотребува на боледување во јавниот сектор. И никако не ја намалува квалитетот на услугата. Затоа што во јавниот сектор никој пат не е имало ни квалитет. И кој квалитет ќе се намаля ако тај од некој отиде на боледување? Они кои сакат, кога сакат, одат си на боледување. Имат си врски, фанат си ги врските, одат си на боледување, уствари одат си на сунчање. И уопште не ги интересира ни за државната каса дали се оптеретува или не се оптеретува, на него платата му тече и ако му дадат месец дена боледување, он ќе си ја земе 100% платата и ќе си седе и ќе си ужива под некоја дебела сенка. А тај што оде на работа, што работи физичка работа, што е цел ден изложен на сонце, за тај нема никакво боледување. Ама паѓал, умирал, ама уопште никој не воде сметка за него. Тука е работата само да бидеш под државна капа. Еве, само момент, кажете ми, се извинувам, кој е одговорен за злоупотреба на боледувањата, пациентите или лекарите? За добивање на боледување са одговорни лекарите и заедно со целокупното Министерство на здравство што работе во Министерството и што уопште не се интересират. Така, благодарам многу за вклучувањето, за одговорите и секако веќе ве префрлам на кусо на Facebook за да ве подсетам дека секако можете да споделите коментар, одговор да дадете на прашањето на Црвена линија и преку коментари. Тоа значи пишувајте, бидете активни, а еве како изгледаме на Facebook. Се заследува профилот прво на Црвена линија, а потоа еве се отвара оваа слика која што мислам дека доволно илустрира. Дали може да им покажеме на гледачите? Ајде, најверојатно има технички обструкции во моментот, ништо страшно, ќе биде подобро. Сакам навистина да видите, бидејќи нешто подосна и ќе имате можност да ги слушнете и коментарите кои што веќе пристигнуваат. Така да пишувајте на Facebook, да ве подсетам, не заборавајте и на Телма телевизија се разбира профилот. Еве, конечно за сите вас да видите како изгледаме на Facebook. Како вели тука горам, температура 41 степен, отворим и боледување до понеделник. Одговорни за злоупотребата на боледувањата се пациентите или лекарите? И она што ве прашувам, дали злоупотребата на боледувањата во јавниот сектор го намалува според вас квалитетот на услугите и секако ја оптоварува државната каса? Пишувајте коментари, наскоро ќе почнеме и со читање на нив. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Па вака сега, по делот, како што велите вие, наводно се злоупотребува болувањето. Делумно би се сложил со вас, делумно не. Го злоупотребуваат тие кои што се партиски деспоти и мора да обработат од партијата. А најчесто тие што користат болувањето, го користат бидејќи имаат потреба. Може, еве индикаторот е мобингот на работа, како успорувањето на нивната политичка определба или верска или така натаму. И они од нема и каде мора да земат нели болување, бидејќи се пак на фамилија, така? Значи, треба да ги погледнеме сите индикатори зашто луѓето се доведени во ваква ситуација. Али знаете зашто? Ние, како што знам, имаме агенција за вработување во државата,
А вместо таа агенција да се брка работата која ще е дадена со закон, ја бркаат така наречените партии. Ја мислам дека не треба да бидат тие политички партии, треба да бидат партии за политичко вработување. Заради тоа. А дали луѓето били на болување, дали не се, системот, извинете вака, е метастазиран. Таа од едните, таа од другите. Тоа се вика во македонскиот речник, секој демне. Благодарам за учеството и сега една напомена. Едно јавување трае 90 секунди. Ова добро го знаат сите оние кои што редовно се ја следите и се вклучувате во црвена линија, но за останатите, верувам ќе имаме и гледачи кои што за прв пат ќе се вклучат, ќе дебитираат во црвена линија. Имајте во предвид тајмерот и затоа го објавуваме на екраните. Време траењето е 90 секунди, но секој од вас кој што сака да се надополни, да се доискаже, едноставно сакате нови 90 секунди, вртете го нашиот број. Слободно, додека трае црвена линија, добре дојдени сте и повеќе пати да се вклучите. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Убав ден, ве слушаме во црвена линија сте. Еве, господјо, јас прво ќе ве прашам дали воопшто нас некој не слуша? Да. А мислам дека никој не слуша, бидејќи сега го зборувате тука за боледување, а ние немаме ни здравство да се лекуваме. Господјо, зошто не поидат по фирмите и да видите што се случува? Жалосно, господјо, нас никој не слуша. Джабе. Ве молам, еве споделете што се случува по фирмите. Еве немаме здравство. Джабе сега коментираме, за се джабе коментираме, а не па боледување да користиме. Како ќе го користиме тоа боледување? Кога ние не можеме лекарства да си земеме. Закажеме термини, не можеме да користиме термините да ги... Немаме ништо, господи. Извинете, системот не функционира ништо. Нула. Фала многу. Благодарам и ние ви велиме големо благодарам и драго ни споделете и ве слушаат, верувајте ми. Знам што кажувам. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Здраво. Здраво. Слушаме, разбира се. Одлично, повелете. Така, види сега, у моје време, ја кога работев по 80 години, тамо некаде кога почнав, додека беше тој систем Јосип Брос, значи, болувањето, кога ќе го земеш, не е проблем, фирмата не ти прави проблем, земи, ама не ти тече у стаж. Намуши не влегој у стаж. А во јавниот сектор, еве? А јавен сектор беше тоа, железница, машиновозаш. Никогаш. Да. И ти пак били си на болување, ама 3 месеци или 15 дена нема стаж да ти влезат. Една работа. Втора работа, ако редовно идеш на болувања, се формира комисии од тогашни работнички совети и си ја бркаа работата, ќе проверат еден ден ќе тебе дома да видат дали си дома или си отишол у Елада на краците. Значи, ако си на краците, ќе ти реше тај продолжи се и понатака да си се капеш на краците таму и тоа солената вода и не доаѓај на работа, немаш потреба ише да доаѓаш на работа. Имаш и такви работи. Еве сега у демократијава, тој работнички совет ќе го спроведува надзорниот орган на фирмата, бидејќи имаме управен и надзорен одбор во фирмата, ама ништо од тоа не функционише, а и плюс тоа не им сечат од стажот. Поздрав! Благодарам, поздрав и до вас, но секако не се оддалечувате премногу од телевизија. Тилно останете и проследете до крај оваа црвена линија. Добар ден! Ало, добар ден. Ве слушаме, повелете. Отсутството на контрола е најголемиот проблем. И се знае поставување на шефови од политичка партија, кои после тоа си повлекуваат своја групација на луѓе кои ги толерираат, затоа што им треба да контролираат ситуацијата во делот кај што шефуваат.
Тоа е главниот проблем. И се толерантни кон едни, а не се други кон другите. Како што спомна предходникот, во минатото вие можете да си земете болување, никој не спречуваше тоа, ама можеш и да ве најде комисија да како ја копате нивата. Ако ја копате нивата, се знае, педала, бадете си нова работа. И да идете на суд за здружен труд, записникот и сликата кажуваа се. Сега што? Сега сте лепеле плакати, вие сте заслужен граѓанин и може да бирате кој ревен работно место сакате и само да се водите про форма, да речеме, нели земете директор на комунално предпријатие Прилеп. Оди на времена работа во Хрватска, баш во периодот кога треба да командува со фирмата во летниот период, тој човекот си земал неплатено, си оди во Хрватска и тоа се толерира. И сега речеме таков пример, друг пример и почуваат и другите да ги злоупотребуваат. Тоа е третата работа, и последната работа е што во минатото многу се кратеше на платата, ви се одбиваше. Сега мислам дека не е толку, не се одбива кога одите на боловање или како е. Понапред се одбиваше многу од платата, не ви се исплатеше, ще дојдете на кратко. Благодарам многу. Подсетувам само на време траењето, затоа и го објавуваме тајмерот, за да можете да координирате да го координирате вашето излагање, но повторно завртете го бројот 023070005. Ајде се префрламе на Фејсбук, како што и ви напоменав, секако пристигнаа многу коментари, продолжете, пишувајте. Црвена линија ве прашува кои се одговорни според вас за злоупотреба на боледувањата, дали тоа под А пациентите или можеби под Б лекарите. Но прашањето главно во црвена линија е дали злоупотребата на боледувањата во јавниот сектор го намалува квалитетот на услугите и секако ја оптоварува државната каса. Така да напишете коментар, дадете одговор. Еве што напиша Цветанка Стојановска. Добар ден, господја Цветанка. Одговорни за злоупотреба на боледување еднакво се виновни и лекарите и пациентите фолиранти. Ова не е ништо ново, постоело и ќе го има, но каде затаила лекарската етика и неодговорното однесување и на оние што бараат неоправдано боледување за да се извршуваат други обврски, односно работат на друго место непријавени, а често се заминуваат на море, езеро или планина на годишен одмор. Работната етика во јавниот сектор одамна е на боледување, а креветите на интензивна празни. Поздрав, Тина. Поздрав и благодарам, господја Цветанка. Продолжете, следете, не пишувајте и така натаму и сите останати. Да продолжиме со вас во живот. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме, црвена линија. Фала, Мирослав, поред тебе. Мирослав, голем поздрав до вас. Видите, ова што се не до ова болување, значи има луѓе кои зимат, кои работат и приватни работи, баш мој гај. Меѓутоа, ако земете болување, вистинско болување, стварно што ви треба, значи тука се многу пари губат. Значи тоа не е фер. Значи јас сум земал лично за себе болување због детето. Знаете зашто сум земал? Затоа што детето не живее со мене, во Србија ми живее детето и беше тука и мора да земам болување. Ја како да го извркам детето од дома? И докторката ми дал. Тоа е све фер. Пале. И сви на работа го знаеха. Тоа. Сега, што се несе до еден ден болување, многу фирми кратат многу пари. А што се несе годишен одмор, исто многу кратат пари. Јас сум работел во фирма Либерти, Лостопна железара. Едина фирма, ја мислам во држава дека е најмиродавна. Кога сте на годишен одмор, подобра плата зимате. И само дека е времето, сакам да спомнам, некна за пензиите, кога беше врте, па не се уклучи. Не успеа. Кога немате вие 15 години работен стаж, имате 13 или 10, и немате право на освојуване на пензија. Што станува со тие пари 10 години што ви ги одбивале? Због што беше кратко времето, не можев туспел тоа да кажам, еве го времето истекое. И да истечат овие 90 секунди, господине Мирослав, слободно повторно вртете 023070005. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Видиме многу болувања и многу слично. Кој сака да е болен? Никој. Знаете да што сме болни? Затоа што имаме
држава со пречки во развојот и политичари со посебни потреби. А ние обичниот народ и да имаме потреба за лекување, немаме пари, немаме здравство, одиш во продавница секој ден на першокови, цените отидени плафон, пензионерите излажени, украдени за со по 1000 абе не болни, нема да има место кај да не закопаат. И благодарам, пријатен ден. Благодарам многу. Покуси од предвиденото, но останете со нас, секако проследете Црвена линија и слушнете што ќе кажат останатите гледачи. Добар ден. Добар ден, убав ден, ако сум на линија. И тоа е на Црвена линија, повелете. Благодарам. Па вака, прво да се разбереме, боловање треба да се зема ако стварно нашиот работникот е болен, има потреба од туѓа нега или да лежи во стационар. И не треба никој да го коментираме тоа. Меѓутоа, боловање да се земе за да се оди на одмор некаде. Меѓутоа, ние имаме и такви боловања или, како да ги речам, некој е вработен овдека, зема плата, а живее во Германија или во Швајцарија и не знам каде. Меѓутоа, тоа е далеку по-болно, значи тука ги лаже и државата, и работодавачите, значи сите не лаже. Па затоа јас сматрам, секако, значи, секој едно боловање да подлежи на контрола. Ако веќе една боловање има комисија да помини, да го провери, дали стварно тој пациент е во стационар во болница, дали е во кревет дома или, значи, е на нива да копа пченка или да бере грозје. Ако така се прави, тоа сигурно бидете дека че многу малку ќе имаме такви боледувања и ќе биде далеко. Одека е во прашање мито. А на друго ништо не може да биде и затоа тие наши болни здрави, значи го подмитуваат лекарот, добиваат боловање и ќе си ја свршат работата. Благодарам, поздрав. Благодарам многу за споделеното. Продолжете да не гледате останатите, продолжете да пишувате коментари на Facebook. Таа дискусија нека се развива на нашиот профил Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија уште еднаш. За вас кои што можеби подоцна се вклучивте, не заборавајте дека активна е во моментот се уште анкетата на Црвена линија на Инстаграм. Прашуваме кој е одговорен за злоупотребата на боледувањата. Дали е тоа според вас под А пациентите или пак под Б лекарите? Ете, бидете активни и преку анкета, но ајде да ве слушнеме во продолжение на ова издание на Црвена линија. Добар ден! Добар ден и убав ден. Убав ден и вам. Благодарам. Вака, па повеќе се докторите него работниците. Зошто? Јас видов со моји очи како му даде на докторот 1000 марки и ја пушти неа пред сите. И даде и боловање. Каков е тој начин? А некој ќе чека и ќе дреме. И ќе си иде па дома. И утре па ќе оди на лекар и па ќе вика нема место за тебе. И нема ни да трепнеш. Ќе си ќутиш, ќе ставиш на устата копченце и така ќе си продолжиш до крај. Само лекарите мито тражат човека, предходниот гледач. Толку пријатно, извини. Благодарам, не ми се извинувајте. Напротив, благодарам што учествувате редовно во Црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Добар ден. Ве слушаме, добар ден. Вака сега. Значи, злоупотреба е и да дадеш боловање, а нема потреба, меѓутоа злоупотреба е и да не се даде боловање, а се има потреба од тоа. Ве слушаме, продолжете. Исто така сега што е актуелно со овие туѓа нега, со овие што така ние сите рипаме, земале туѓа нега, па исто е злоупотреба да има потреба од туѓа нега, а да не се даде туѓа нега.
А тоа никој не го контролира. Никој не контролира кај луѓето кои што на вистина имаат потреба од туѓа нега. Ајде кога Кај што луѓе на вистина имаат потреба од додаток за попреченост. Кај што луѓе на вистина имаат потреба од инвалидска пензија, а лекарите не го даваат тоа. Значи оваа тема има две страни. Да се обрне внимание на онаа другата страна која што јас сега ја коментирам, а не сега да удриме по овие имале боловање, зима што е со оние кај што вистина си има потреба од сите овие работи кои што се гарантирани со закон, а лекарите не ги даваат. Ви благодарам. Поздрав. Одлично, благодарам, па затоа и служи црвена линија. Ова е единствениот простор каде што граѓаните всушност споделуваат со јавноста она на што се сведоци, ваши искуства, ставови, одговори. Еве слушнавте гледачот какова паралелна тема постави во црвена линија, па да слушнеме еве и останатите што ќе кажете и споделите со нас. Добар ден. Ало, дали се слушаме? Црвена линија? Одлично, одлично, црвена линија, да, повелете. Добар ден, ве слушаме. Така, се јавам од Демиркистан. Поздрав. Така, рековте за тие боловањата и тие социјални ваму таму, некои криминални дела, фат, не е битно. Ние работеме, ни спушти од работа, сега други работници барат. По 8-9 години работиме, барат други работници. И сега посудојде сте, сега така да работиме. Добро, еве за злоупотреба на боледувањата, кој е според вас? Не е тоа злоупотреба. Не е вашето, но има кои што злоупотребуваат боледување. Тоа е една... Добро, некој го злоупотребуваат. Јас, па... Да. И па за тие што злоупотребуваат, еве, кои се виновни? Ама тие, господја, нека се каза, јас мене пациент мен... Абе, и доктори се виновни, јас пациент ме нападна, 3 месеци пеме воја, со 2 операции 70% ми го платија боловање. Со 2 операции. Добро. И кој е крив? Докторот или што бе побитола на болница? 2 операции. Така, добро. Благодарам што го споделивте со гледачите вашето искуство. Останете и допроследете оваа црвена линија. Ајде малку повторно на Facebook. Ке продолжиме со коментарот на Пеце Мицески. Еве што напиша на прашањето одговорни за злоупотреба на боледувањата се под А пациентите или под Б лекарите. Пеце напиша: одговорни се лекарите што даваат боледување на здрави лица, но и за тоа има решение ако се сака. Прво проверка кај докторот од што е болен пациентот, а потоа на проверка дома кај пациентот. Ако не го најдат дома, се знае што понатаму. Благодарам многу, господине Пеца. Продолжете да не гледате, да бидете активни, а сите останати или вклучете се во живо на 02307 005 или пак пишувате коментари. Денес очекуваме од вас да слушнеме дали злоупотребата на боледувањата во јавниот сектор го намалува квалитетот на услугите и секако го оптоварува финансиски државниот буџет, односно државната каса. Добар ден. Добар ден, Македонијо. Добар ден, господин Нетали. Бог напомеш по молитвите на денешната света рамноапостолна Олга. Во Македонија сигурно има доста Олги кои се викаат. Нека им е вечно името на сите Олги. Така. Друго сакам да кажам дека на денешен ден, 57 година, се упокои нашиот прв македонски председател, борец и жртва за сите нас во Македонија, невин, кој пострада со отказ од функција, од плата, од титули, Методи Андоновченто. Бог да го прости, да му дарува вечен живот. Ајде за боледувањата, ве молам, господине Тали, има злоупотреба на боледување во јавниот сектор. Еве, според вас, зошто е тоа така? Дали се намалува квалитетот на работа? Од луѓе себични, бездушни, неодговорни, кои немаат чувство за државата, додека се без работа, ќе плукаат по Македонија, ќе барат да ги вработи Македонија. Па ќе ги вработи Македонија на добри работни места, со добри плати,
и паче плукат по Македонија, че роварат, вака че барат болодувања, че бидат паразити неблагодарни. Ајде, пример како мене, некој кој се бори секој ден за Македонија, че биди без пари и без плата и паче се борам за Македонија и паче ме мразат такви предавници, паразити на Македонија. Според вас, еве, кој одговорен за злоупотреба на боледувањата, пациентите или лекарите? Па едни и други. Фактички одговорност и тој што бара и тој што дава одговорноста иста голема и кенник и другиот. И сакам да кажам дека ни се повторува историја, внукот на Ченто, Јане Ченто и тој в затвор. Благодарам многу за одговорите на темата и продолжете и вие да не следите и понатаму. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Сакам да се добро знам во однос на претходниот гледач, не овој, претходниот кој зборуваше за моделот на туѓата нега, тоест нега од трето лице. Да ви кажам, таа болка јас лично како лице со попречна си имам. Јас кога знам за себе, сум се родил склепки, сум се родил склепки умрам. Замислете вие секоја година нас не викаат од таа румунска болница, мораме контролен преглед, да имаме Италија за да дојде туѓа нега. Господи, ниту таа ќе ми ги врати мене очите, ниту ништо. А зашто е вака? Затоа што некој вака го поставил системот. Зашто ќе не можат траат нас лицева со попреченост. А другите плаќаат и добиваат додатоци попреченост. Замислете, господјо, овде го охрабрувам Министерството за социјална политика, веднаш и сега, да побара од МВР извештај лица кои што користат слепило и туѓа нега, колку има такви луѓе што возат кола. Еве да ги фатиме тие луѓе. И еве вака ќе фатиме тие што злоупотребуваат. А не мене секоја година ја малтретираат. Замислете, господјо. Ова ни систем бе. Ќе зборуваме за полетување. Ајде, молам, убав ден. Благодарам многу. Драго ни е што еве го споделивте вашето искуство со гледачите, односно со јавноста на Црвена линија. Продолжуваме понатаму и колку за подсетување, поточно датумот е 3 јули, значи оваа година, од Фондот за здравствено осигурување ќе предложат, беше изјавено, измени на Законот за здравствена заштита со цел да се подобри системот на контрола при издавањето на боледувањата. За истите да се даваат на оние пациенти на кои тоа навистина им е потребно. Во здравството имаме клиники каде 20% од вработените се на боледување, а посебен проблем имаме со боледувањата во полиција, царина и одбрана и во основа веќе физички не можеме да одговориме на сите барања за боледувања. Така што размислуваме како да предложиме измени за да се подобри системот на контролата на боледувањата. Овака изјави тогаш директорот на фондот Сашо Клековски. Ве прашуваме, дали злоупотребата на боледувањата во јавниот сектор го намалува квалитетот на услугите и сега кој оптоварува државната каса? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме. Вака, не значи дека сите боледувања се на база на злоупотреба. Прво. Второ, дека ја намалува, државната каса ја намалува. И се што треба да се направи? Зошто е така? Па така е затоа виновен е и докторот и пациентот што бара. Не е болен, а бара боледување. Дотолку повеќе е што го бара тоа боледување без издржана основа, значи без болест. Или нешто треба да работи, или треба да шета, да оди на одмор и слично. Или ради некој ремонтна работа, не знам зошто. Без причина едноставно. И сега што треба да се направи? Треба да се направи контрола. Фино лепо кај болниот дома, да видиме дали боледува, дали е во државата, дали е надвор од државата, дали е во нива, дали е некаде по кафичите на кафе. Сега и тоа е трошок од една страна, меѓутоа, ако тоа се случи и давање отказ. Значи, лажно боледување, казна за докторот, а за вработениот да си оди дома. А не да ги злоупотребува државните пари и нигде кога ќе одат граѓаните по институциите не можат да ги добијат услугите. Дали во здравство, дали во полиција, дали кај рековте во царина, не знам,
Значи, ниједна институција не работи. Ние како граѓани, не знам, може би до менталитетот, такви сме. Да мислиме дека нешто ќе искористиме, а не сме свесни колку не штетуваме на нашата институција од кај што земаме плата, а со тоа и на државата. А од друга страна само обвинуваме. Треба малку и сами да бидеме коректни. Благодарам, пријатно. Големо благодарам и од наша страна што се вклучевте во оваа денешна црвена линија. Ве префрлам на Facebook. Пишувајте, продолжете да бидете активни со коментари, а сега ќе го прочитаме и коментарот на Емилијано Македонски. Еве што напиша. Ај вака. Боледување не се дава на вистинскиот болен пациент, се дава на оние кои се манипуланти за боледување. Еден друг проблем. Дали ќе отворите тема за инвалидска комисија со давање инвалидска пензија, туѓа нега. Се дава пензија на лица кои воопшто не се за инвалидска пензија, а со подкуп добиваат. Истото и со туѓата нега. Па за тоа отворете тема за оваа проблематика која ги мачи граѓаните на оваа држава. Благодарам многу за напишаното, за учеството, господине Емилијано. Ако не гледате и сега го ќе ја земеме во предвид вашата насока да создадеме и тема, да поставиме во црвена линија за која што ќе зборуваме токму за она што го предложивте. Добар ден. Добар ден. Добар ден, ако сум јас. Да, на црвена линија сте, повелете. Па сега вака, може би луѓето одат на боледување, пошто работат многу на едно работно место, па нема кај да седат, па сега може и така да се каже, еден киде еднаш на боледување, па друг за да може да има за да може да се менуваат, да има место. Значи не имаат канцелари, претпоставувам толку, столчиња и ред други работи. Значи не да се злоупотребува, не е ништо ново, ова го имаше и во Југославија. Јас сум малку од постарата генерација и многу имам поминато со 40 години работен стаж на такво место каде се поменувало низ мене, па така да многу убаво знам и тогаш како било и сега што се злоупотребува. Меѓутоа мора да се направи стварно ревизија, мора да има контроли, затоа што стварно тој што е болен, значи, знаете како нема да поверувате на тој стварно што е болен од многу злоупотреби што се прават. Та вие видите у приватниот сектор породилната какви се, колку се и како се и што се, а видите што се злоупотребува во јавниот сектор. Така да ова е една голема дискриминација и не може да биде разлика. Мора да има контроли и да се иде и во јавниот сектор и во приватниот сектор. И не може некој вака да си дозволува да иде како што е на сликата и тоа е во ред. Сите знаеме, затоа што има многу што не работат и земаат плата, значи, и тоа го знаеме. Мора е да се направи една убава чистка, една метла, па убаво да се исчисти, па така да малку државата дојде во некој ред. Благодарам многу за споделеното и сега го ќе подсетиме дополнителна мотивација за земањето боледувања се и колективните договори во кои е предвидено 90 до 100% исплата на плата во време на боледување. Што во однос на приходите значи дека вработените им е седно дали се на работа или не. Друг фактор се и ниските плати во некои институции во јавниот сектор, поради што луѓето земаат боледување за да може да работат и дополнителна работа. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме. Јас по мене боледувањето би го платил само 50%. Кога ќе разберам работникот земат, например, боледување за операција, повише го знаеме. За у болница, ако лежи да че има потреба, такво боледување може да го платиш 80, да речем, или 100%, да го следиш. Кај оди што прави? Ама да го следиш и тој здравствениот работник што подпишува и што дава. Боледување, реков, само на операција која ако лежи во болница, значи стварно не може човекот, затоа е болен, затоа тамо треба да биде. А не боледување за дома да биде. Јас имам случај во фирмата ке мене, викам до 15 дена фирма ме плаќа, нема да ви носите боледување, не ми треба да книжам тамо да пишувам белешки она. И се навикна, ќе си земат дено и ќе ги нема, кај си на боледување. Ама од друга страна ги проследив ја, после му го кинав то, да виж како се справя. Се зависи од фирмата и после зависи и од докторот.
Ти од фирмата, ја ќе го видам човекот да не знам боледување или не. Толку не сум замаен да не знам дека стварно го боли нешто, дека не може да работи, дека има проблем, дека треба да оди во болница, треба да се лечи. Ја ќе одлучам тука. И сега некоја невидлива болест, што е, докторите и таму ќе си го проследат што е каква е работа, ќе се утврди. Па ќе го проследам. Благодарам за споделеното со гледачите. Останете со нас. Одиме повторно на Фейсбук и продолжуваме со коментарот на Татјана Лазаревска. Еве што напиша. При секоја промена на власт, они од опозиција се на мегдан за бркање и прераспределување, преместување и малтретирање и поради тоа си отвараат отворени боледувања за да не се малтретирани, а во боледување не смее ни да го брка ни ништо. Благодарам многу, Татјана. Пишувајте коментари, се уште траеме и бидете активни во однос на анкетата на Инстаграм. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте. Вака, дошо имам една молба до вас. Имам брат болен и психички и физички. Ве слушаме, продолжете. Вака, сега, нега му даваат, а социјално му укинава. Што е проблемот? Ја не знам. Понесоме документи уште во декември, одговор никако. Дали повторно еве поставивте прашање до надлежните од декември до сега? Бевме, уште не е решено. Уште не е решено до декември? Не е решено, документите се во телевизија на 11 испрат. Добро, и последно кога бевте вие? Па бев пред прошло месец бев, ми вика тука се документите, уште не е решено. И кога да дојдете повторно за да биде решено? Не ми кажава кога да дојдам, ќе бидете обавестени, а поштарите не работат, кој ќе ми донесе мене пошта? И ова треба да го обновувате секоја година во однос на... Не, тој со години уште е одамна, од мал. Така и... Си зима и нега и социјално, и са социјалното го укинава, а нега му даваат. Така и сега ви очекувате што да се поврати социјалното? Па да се поврати социјалното, зашто како? Ама немате одговор? Нема одговор. А во однос на нашата тема, еве, истече времето. Многу ми е жал и драго што еве немавме можност од вас да слушнеме што мислите во однос на злоупотреба на боледувањата, но драго ни еве што со црвена линија го споделивте ова искуство и верувам дека што поскоро ви посакувам барем да имате одговор. Слушнавте досега сите гледачи горе-долу, верувам дека од почетокот не следите какви одговори дадоа, па останува се уште активна црвена линија да слушнеме од вас дали злоупотреба на боледувањата во јавниот сектор го намалува квалитетот на услугите и оптоварува државната каса. Добар ден. Добар ден, Тина. Ве слушаме, повелете. Поздрав до вашата и наша емисија. Благодарам многу. Успех во работата. Овие жешки летни денови човек стварно треба да се чува. И многу. Да ги почитува лекарските совети и она исто и телевизијата е корисно дава упаштва како треба ние да се чуваме и колку течност да пиеме дневно. Сега во однос на темата, јас ќе кажам следно. Ова болест на релација боледување пациент, организација кај што работи пациентот, тоа е одамна, не е тоа од сега. Да, има стварно случај кај што е човек не може, али тие се ретки случаи. Више се со манипулација. Докторе, колку теби ке ти дам подрака нешто, ама дај ми толку денови боловање, е нормално дека се оптоварува буџетот и се намалува услугата во јавниот сектор. Тоа е нормално. Така тиче,
Тоа е стара болест, неизлечива. И уште Благодарам многу за вклучувањето и одговорите и на брзина уште овие коментари. Лидија Гиновска напишала дека вината е според неа во работодавачите, а Марко Полоеве што напиша? Уште од пред 10 години стана пракса да државните службеници земаат добри плати во јавниот сектор, а за да се има за луксузирање заминуваат во странство на работа со 1 месец годишен одмор и плюс 2 месеци боледување или неплатен одмор. Сето тоа институциите го знаат и наместо да им подели откази, тие ги толерираат повеќе од 10 години. Лесно може да се уловат. Кои се тие, само треба да се побара извештај за престој за странци и од други држави и ќе ви дадат извештај дека работеле под договор таму, платиле даноци, а ваму зеле од даночните обврзници. Одиме со реклами, а потоа следуваат резултатите и од Инстаграм анкетата. Па ајде според оние кои што не следат на Инстаграм да видиме тие кои сметаат дека е одговорен за злоупотребата на боледувањата. По да, пациентите одговориле 37%. Дали може да покажеме анкетата? Ето. Значи, 37% одговориле пациентите, а под Б 63% сметаат дека одговорни се лекарите за злоупотреба на боледувањата. Почитувани, благодарам што се вклучите, ја креиравте оваа црвена линија, ве слушаат, тоа бидете сигурни и не заборавајте, бидете информирани на telma.com.mk со секој еден клик. До следната наша средба, не го менувајте каналот, останете со Телма.